Живееме во време во кое се почесто се соочуваме со една тивка, но длабоко значајна реалност. Од ден на ден се зголемува бројот на деца со развојни нарушувања. Појава која не е секогаш јавно видлива, но има значително влијание врз секојдневието на бројни семејства. Значи, развојните нарушувања ги дефинираме како состојби или болести кои што се развиваат за време на ембрионалниот и феталниот развој и кои што предизвикуваат пореметување во развојните траектории на мозокот. Расстройството од аутистичен спектар спаѓа во групата на невроразвојни расстройства или пореметувања и освен него во оваа група спаѓаат АДХД или хиперактивното расстройство, понатаму спаѓаат интелектуалните потешкоти, проблемите во говорот и јазикот и некои други специфични проблеми во развојот. Да кажам дека расстройство од аутистичен спектар, самата оваа терминологија, односно диагноза, е присутна во диагностичките критериуми на 11-та ревизија на меѓународната класификација на болести, која што кај нас се уште не се применува, но во нареден период не се знае кога точно, сигурно дека ќе се применува. Не се применува и во некои други земји од Европа, но они веќе така го имаат ставено аутизмот како расстройство од аутистичен спектар, а истото ова е присутно и во америчката психијатриска класификација за ментални расстройства. Што е различно од претходно? Значи, сега во расстройство од аутистичниот спектар повеќе не се поделени по таа стара класификација на Ретов синдром, Аспергеров синдром, дезинтегративна психоза или неспецифични первазивни расстройства. Сега постои расстройство од аутистичен спектар каде што влегуваат сите овие претходни, да ги наречам, болести и под едно име се ставени како кратенката на расстройството, нели, од аутистичен спектар. И сега тука што е? Се одредува тежината и се одредени според тежината. Дали е тоа од благ степен, дали е тоа од умерен степен или од тежок степен аутизмот и се спаѓа, нели, рековме во тоа. И затоа тоа понатаму го одредува степенот на поддршка, нели, има влијание и на третманите кои што ќе се препорачаат, но и степенот на поддршка која што му е потребно на детето. Значи нема, како порано Аспергерот беше високо функционален аутизам, во ова расстройство, значи се спаѓа под еден чадор. Сите се тука во расстройство од аутистичен спектар, но се одредува нивниот степен и нивната функционалност. Што влегува како симптоми? Симптомите се исти или знаците. Тоа се, нели, проблеми во социјалната интеракција и комуникација. Понатаму е проблемот, вториот симптом, во стереотипни репетитивни образци на однесување. Во делот на социјалната интеракција и комуникација, значи тука влегува, се одредува дали детето има говор или нема, значи дали детето е вербално или невербално, дали детето има некои интелектуални потешкоти или има добар интелект, а го има само примарно ова заболување, и се гледа дали детето има некој синдром или пак некоја друга медицинска коморбидна состојба. Значи, според ова, во расстройство на аутистичниот спектар се одредува нели, степенот на неговата функционалност по извршената проценка. Да кажам тука дека освен детскиот психијатар, секако дека постои тим, односно кој што ги проценува тие области од развојот на детето, како што е, нели, логопедот, специјалниот едукатор и рехабилитатор, кој што логопедот работи на стимулација на говорот и развој на говорот и комуникацијата, а додека специјалниот едукатор и рехабилитатор работи на неговите моторни, фини и груби моторни вештини, понатаму работи на подобрување на неговата функционалност во смисол за осамостојување и како и стимулација на сознаните способности преку интеракција со детето. Се почесто родителите со нивните деца се уваат прво кај логопед и кај дефектолог на преглед и на процена, па затоа е важно од тука да започне
правилниот процес на диагностика, процена и насочување, односно логопедите и дефектолозите да повикат мултидисциплинарен тим кој ќе учествува во процесот на диагностика, процена, како и понатамошен третман. Значи, етиологијата е доста комплексна, хетерогена и мултифакторијална. Затоа се и овие методи од овие методи имаме многу корист. Да речеме, генетиката е сега на едно многу повисоко скалило развиено отколку во претходните периоди. Имаме секвенционирачки методи, молекуларни методи со кои што може да се навлезе во структурата на дезоксирибонуклеинската киселина, значи на генетскиот материјал до 99,9%. Статистиката кажува дека глобално земено развојните пореметувања се застапени со околу повеќе од 40%. Од нив имаме наследни во прав смисол на зборот, а имаме и спорадични кои што се јавуваат деново. Имаме, не сме да се заборават и анеуплоидите, кои што се, значи, состојби каде што имаме неадекватен број на хромозоми и веќе доста познати, значи синдрома Даун, синдрома Тарнер, синдрома Патау, Едвардс, Клинефелтер и така натаму. Кога се работи за генетика, треба се напомне дека поновите соопштенија соопштуваат дека аутизмот има генетска основа дури 60 до 90%. Понатаму, технологиите кои што ги спомнав, како што се, да речеме, неуробиолошките, со кои што може да се види конекциите, да се видат абнормалните трансмисии на ниво на централниот нервен систем. Отсуство на говор, задоцет говорно-јазичен развој, губење на стекнат говор по извесен период, најчесто околу втората година од животот. Моменти кога детето не се врти кога е повикано по име, детето нема замислена игра, не задржува и не остварува контакт со очи, моменти кога детето затвора уши на одредени звуци или пак одбива одредени видови храна, моменти кога детето манифестира однесување поразлично од однесувањето на врсниците, пропратено со стереотипни и репетативни движења, се само дел од симптомите кои што јавуваат сомнешке родителот, односно создаваат аларм дека е време да се побара стручна помош од стручно лице. Сензорните нарушувања се однесуваат на потешкоти во начинот на кој што мозокот ги обработува и ги прима и ги разбира информациите кои што ни доаѓаат преку сетилата. Кај децата со развојни нарушувања, овие потешкоти се почести и се поизразени. Постојат два главни типа на реакции. Првата е преосетливост, односно дека детето повеќе реагира на надворешните тразби, како што се гласни звуци, силна светлина, одбивност на одредена тканина. Тука најчесто, например, на децата кога им облекуваме чорапи, тие знаат веднаш да ги отстранат од нивните нозе, да стануваат повознемирени, а претежно стануваат вознемирени кога ги допираме на нивниот скалп или пак стануваат вознемирени кога треба да јадат некоја храна со некоја специфична текстура, а кај помалите деца тоа најчесто е кога јадат нели манџи или пак некоја варена храна. Вториот тип не е намалена сензитивност, односно дека детето слабо реагира на надразнувањата, значи детето кога ќе се удри слабо реагира, постојано има потреба значи од некакво движење, постојано има потреба значи да се одбива некаков предмет или пак да внесува некакви предмети во уста. Покрај овие состојби имаме значи и состојби каде што детето правилно не ги перцепира информациите, па поради тоа често знае да губи рамнотежа, да не одржува фокус, да има проблем во ориентација во просторот и слично. Како последица на сите овие состојби кои што ги наброивме, децата знаат значи да имаат потешкоти во учењето, да имаат послаб фокус, да имаат послаба концентрација, а исто така и социјално да бидат по неактивни со цел дека тие не се разбрани од страна на нивните врсници и тие често пати знаат да се повлекуваат и да не учествуваат во играта. Во прв ред доаѓаат пренаталните фактори. Од нив најчести се инфекциите со различни сорти на вируси, значи со рубеола вирус, со цитомегаловирус,
со Зика вирус, со херпес вирус, инфлуенца вирус, понатаму со токсоплазмоза. Следното е различити видови на токсини. Да го земеме на пример алкохолот, кој што е страховито штетен и постои нула толеранција за алкохол за време на бременоста. Алкохолот ја поминува плацентарната бариера, предизвикува оштетување на продукцијата, значи на генерацијата, на миграцијата и матурацијата на неуроните. Независно од тоа, алкохолот прави еден синдром, тоа е Fetal Alcohol Distress синдром, при што детето има микроцефалија, значи мала глава, микрофталмија, мали очи и има многу тенка горна усна. Понатаму, тоа дете во животот ќе биде најверојатно има ризик да биде со помал коефициент на интелигенција, со пореметување во однесувањето, така да препораката е нула алкохол за време на бременост. Понатаму, дрогата, ќе го земам за пример кокаинот, исто, ја поминува плацентарната бариера, го намалува бројот на неуроните, делува на тој начин што оштетува во иднина, значи од кој ќе се роди детето, има проблеми со когнитивните функции, со емоционалната регулација, со однесувањето. Од други штетни фактори, лековите кои што мајката ги прима за време на бременоста, во прв ред валпоратите, тоа е антиепилептик, кој што има тератогено дејство. И другите лекови, освен валпоратите, се штетни, почнувајќи од аналгетиците, значи лековите против болка, потоа антибиотиците, потоа седативите, антидепресивите. Сите тие имаат штетно дејство врз развојот на мозокот, на феталниот мозок. Многу загадувачи во околината, почнувајќи од инсектициди, пестициди, се она што е во почвата, во растенијата, што го користиме за храна, во водата, во воздухот, значи е страшно интоксицирано и во тој смисол и тие може да бидат причина за некои видови на пореметување на феталниот развој. Од друга страна, козметички препарати кои што многу се користат, дентален амалгам, индустријски токсини, кисели дождови, значи обсегот е многу голем за штетното дејство. Многу е актуелно во моментот PM честичките 2,5, кои што ја поминуваат плацентарната бариера, предизвикуваат оштетување на сите структури во мозокот и тоа по пат на така наречена инфламација, активација на имунолошкиот систем и по пат на оксидативен стрес. Сето тоа представува понатаму ризик за пореметување во однесувањето, во емоционалната регулација, во когницијата и така натаму. Исто се однесува пластиката, особено за микропластиката, која што на сличен начин, значи пенетрира плацентарната бариера, навлегува во феталните структури и предизвикува неуродегенерација, предизвикува оштетување на миграцијата, оштетување на матурацијата на неуроните, потоа делува на ендокриниот систем, го намалува коефициентот на интелигенција, ги поврзуваат и со репетитивните активности. Тука спаѓа и никотинот, кој што има исто штетно дејство, него го поврзуваат со АДХД, така да диапазонот на овие штетни материи со напредокот на технологијата и со начинот на живење се повеќе се зголемува. Следните фактори се перинатални фактори. Некои лекари го сметаат перинаталниот период од 22-та гестацијска недела до недела после породувањето или го вклучуваат и првиот месец, значи и неонаталниот период. Тука фактори на ризик се телесната тежина на мајката, гестацијскиот диабет кај мајката, потоа хипотиреозата, екламсијата, начинот на породување, особено травматските породувања со царски рез, мала родилна тежина на детето, прематурно родено дете со интракранијална хеморагија, значи крварење во мозокот, дете со хипоксија, со недоволно количество на кислород,
Понатаму спаѓа една состојба позната под името керниктерус, кога билирубинот е на доста високо ниво и предизвикува церебрална парализа, пореметување во видот, пореметување во слухот, што консекутивно дава и пореметување на говорот. Тука спаѓа и пореметување на дентицијата и се смета дека во таа група може да влезат и неонаталните инфекции. Постнаталните фактори исто така се важни. Се она што го спомнавме претходно како загадувачите, исхраната, исто така е многу важен фактор, постнатален фактор, кој што би условил некое развојно пореметување или би појачал веќе постоечко и формирано инутеро. Прво, детето и мајката треба да имаат здрава исхрана. Исто и во пренаталниот период мајката треба да има доволно протеини, да има фолна киселина, да има јод, да има омега масни киселини, поготово ДХА, докозахексаноична киселина. Истото тоа се однесува и за детето во понатамошниот развој. Постнатални фактори се запуштено дете, значи дете на кое што не му се обрнува внимание од многу причини, дали лоши социоекономски услови, дали проблеми во односот меѓу родителите, потоа повредите кај детето, поготово повредите во предел на главата, еден синдром наречен shaken baby синдром, кога има тресење на детето и при секој тресење може да настанат повреди во предел на черепот и во предел на мозокот, така да тие може да дадат понатаму понизок коефициент на интелигенција, а имало и судски случаи кога заради такво тресење детето завршило со смрт. Иако нема доволно статистики што јасно ќе ја прикажат оваа состојба, постојат безброј приказни што сведочат за неа. Приказни што не се бројки, туку животи, деца со уникатни потреби и семејства што секојдневно се соочуваат со предизвици што другите ретко ги забележуваат. Нашата приказна започна прилично брзо, да речам. Зашто прилично брзо? Затоа што промените кај моето дете се случија во неколку дена после примање вакцина. Кај едноставно си се повлече во себе и тука започна нашата приказна. Иако на почетокот, значи тогаш јас воопшто ништо не знах, нити за аутизмот воопшто како состојба, немав представа што е сето тоа. Ни требаше малце време, да речам дури и месеци, додека ние се освестиме дека треба нешто да се прави. Но искрено кажано сега кога ќе помислам наназад, она чувство на дека ништо не е во ред се појави уште во првите 24 часа. Некако нели, сега ќе зборам од она што нас ни се случи, што не мора да значи дека и сите други. Нели, после вакцина очекуваш дека температура може да има, дека детето е малаксано и така некако си викаш, ај добро, ова е тоа. Ај добро ќе биде, ќе дадеме парацетамолче, ќе дадеме нешто. Ама отсуството на кан беше сосема поинакво. И тоа продолжи да биде така. Некако кога ќе дојде наеднаш таа некоја промена која што не можеме да, значи не е температура, туку едноставно неприсуство на детето, отсуство на детето, треба малце време додека да се адаптираш, треба малку време додека да разбереш дека треба да почнеш поинаку да гледаш и на своето дете и поинаку да му помагаш иако не знаеш што точно се случува. Тогаш во тој период, кога кан имаше нели околу 2,5 години, тоа е веќе скоро пред 15 години и немаше толку информации како што има сега. Јас бев просто како гуска во магла изгубена, додека да стигнеме до лекари, до доктори, помина некое време, помина неколку месеци и за жал сега од оваа перспектива велам помина месеци од раниот детски развој кои што беа вредни и кои што нели можевме да ги искористиме многу попаметно од тоа како ги искористивме тогаш, но тоа е што е. Психијатриски преглед кај деца со развојни расстройства значи еден сеопфатен преглед кој што е прилагоден према возраста на детето и према неговите способности. Тој содржи неколку области.
или делови да кажам. Првиот дел е анамнеза, каде што во интервју, во разговор со родителот ги добиваме тие податоци во врска со бременоста, во врска со породувањето, па добиваме податоци, зависно од возраста на детето, за неговиот ран психомоторен развој, кога пролодело, прозборело. Потоа добиваме податоци за неговата медицинска историја, дали претходно детето било болно, дали имало хоспитализации, дали има и некои други медицински состојби или болести. И понатаму, добиваме податоци, разговор во врска со семејството, каде што детето расте и живее, каква е климата дома и евентуално семејна историја на некој заболување. Тоа би офатил тој прв дел што се добива во анамнезата, а при психијатрискиот преглед, во вториот дел доаѓа обсервација на однесувањето, односно проценка на однесувањето. И тука детскиот психијатар го наблюдува детето, фокусирано го наблюдува детето на области кои што се важни од психолошкиот развој. Како детето се однесува, каков е неговиот контакт со очи, каква е неговата комуникација со родителите, каква е комуникацијата со испитувачот. Потоа се проценува и вербалната комуникација, се проценува и социјалната интеракција. Што значи тоа? Детскиот психијатар наблюдува како детето воспоставува интеракција, дали е потребен поттик на сочување, дали детето избегнува, при тоа се наблюдува и неговото однесување, дали е хиперактивно детето, дали е импулсивно, дали е нервозно, дали е раздразливо или агресивно. Се проценува неговата емоционална состојба. Исто така, детскиот психијатар при прегледот ги проценува и говорните способности. Тука да не бидам разбрана погрешно, логопедот е тој што понатаму прави детална проценка ако е дел од мултидисциплинарниот тим, но и детскиот психијатар прави проценка на неговиот говор, колкав е тој фон на зборови, дали составува реченици, дали каква е неговата артикулација. И према тоа, потоа следи и когнитивната проценка, односно сознајната проценка. И тука да кажам дека оваа област ја проценуваат и психологот, меѓутоа и детскиот психијатар прави проценка ориентационо на неговите сознајни способности. Кога зборуваме за дете од предучилишна возраст, од од првата година до 5 години, овие области е важно сите да се проценат и тука гледаме дали детето има доцнење во развојот, општо, глобално, и дали има детето промени во однесување, дали има нагласена своја тврдоглавост или пак има промени од аутистичниот спектар. Сето тоа влегува во доменот на детскиот психијатар и да кажам дека се добиваат понатаму од родителите податоци како детето функционира во градинка, во предучилишна установа и ако оди во училиште, како е неговото функционирање во училиште. Тоа се се под области во кои што при интервјуто, при разговор со родителот прво се добиваат, а детето се обсервира и проценува ни сите овие области од психомоторниот развој и колку е детето самостално, колку самостојно ги врши некои, како се развиени неговите лични вештини, во зависност од неговата возраст. Жена на 40 годишна возраст се во уредна бременост, уредно породување, меѓутоа настана перинатален инцидент на чинот на породувањето. Мојата керка аспирира заматена плодова вода и на тој начин настана и се забетонирали белодробните крилја и тука настана целиот куршус. Родена е со асфиксија, мозочно крварење, сепса, конвулзии, сите и остана без кислород и веднаш ја префрлиле во неонатологија, каде што лежеше 2 месеци во едно стаклено ковчеќе, прикачено на сите сонди и апарати, не прими ни капка мајчино млеко, тука едва се избори за живот. И на 2,5-месечна возраст, буквално, ја бев дома, не лежев у болница, секој ден ја посетував
и после тоа ја земавме на 2,5 месечна возраст дома. Уште ништо не знаевме, не ти кажуваат во болница ништо, што може да очекувате, едноставно те испуштаат. И ти мислиш, имаш, као и сите други, бебе, новороденче, се радуваш. Меѓутоа, мојот покоен свекор има убави спомени на својот доктор, која неговиот син, мојот сопруг, бил мал и рече, не е лошо, веднаш снашке да го однесеме детето кај мојот доктор, да го види. Клинички доктор у пензија, и отидовме, и тој доктор ја прегледа целосно, Вера, и рече, цитирам, од ова дете може да биде нешто, ништо или сешто, под услов да вие од овие стопи одите да го стимулирате детето. Јас ке ви упатам до Завод за физикална терапија и рехабилитација, како се викаше, и вие ке морате од утре, знам дека сте излезени сега од болница, од вчера, ама ви за жал морате веднаш да почнете да работите. И толку знаевме, ништо. Дојдете за 3 месеци на контрола. Секој одење на контрола кај тој истиот доктор бележеше напредок кај детето, али ние ништо не знаевме, само вршевме фактички стимулации на тоа дете. За се. Вера немаше инстинкт која се роди, ни за цицање, ни за седење, ни за дочекување. 3 години секојдневно вежбавме во тој Завод за физикална рехабилитација. Борба беше да се добие, и тоа е формално правно идеш, у тоа време имаше можност секој ден да се вежба во Заводот за физикална, меѓутоа после го скратија 3 пати неделно. Прво се почнало со 1 час, 1 саат цел го вежбале, потоа го скратиле на ниво на институција на 45 минути, па на пола сат. Дете, тоа е мало дете, не може дур го слоблечат, дур се одоброволи, не е тоа машина, у 7:30 вежбај. Не може така. После борба војна водев да добијам еден адекватен термин, тоа е препладне меѓу 10 и 12, знам у тој период, знам од кога сабајле станува, кога цица, кога јаде, кога ја легнувам да спие. Значи, она мора да биде у најарните, најорните у текот на денет, у тој термин ако може да ја вежбат. Родителите се многу загрижени околу сигурноста за вакцините, дали децата да примат вакцини или не, дали се вакцините безбедни и дали вакцините влегуваат во мозочното ткиво. Значи, мозокот како најсофистициран орган, највисоко диференциран, природата створила така да и го заштити. Имено има една така наречена хематоенцефална бариера или бариера крв-мозок, која што го штити мозокот. Тоа се нежни епителни келии и со посебен невроваскуларен систем кој што прави селекција што може да помине во мозочното ткиво, а што не може да помине. Така да преку таа хематоенцефална бариера може да поминат хранливите материи, во прв ред гликозата, која што е основен енергетски материјал за функцијата на келијата, додека другите работи, штетните работи, воглавно не можат да поминат. Сега, во случај да се работи за инфекција, значи има одредени бактерии кои што се доста вирулентни и може да ја оштетат хематоенцефалната бариера. Тука спаѓа хемофилус инфлуенце тип Б, потоа пневмококот, менингококот, уште повеќе тука спаѓаат вирусите на морбили, на варичела, на рубеола и така натаму. Тие може да навлезат, тогаш веќе настанува заболување менингитис или енцефалитис, кој што бара обавезна хоспитализација. Тоа се сериозни овакво воспаление на мозокот, меѓутоа тие се предизвикани од бактерии, не се предизвикани од вакцина. Вакцината има заштитен ефект, создава имунитет. Дел од вакцините се составени од парчиња на патогени кои што не се реплицираат и не можат да ја поминат хематоенцефалната бариера, не можат да ја оштетат, нити можат да нанесат штета на мозокот. Другиот вид на вакцини се вакцини живи, кои што
микроорганизмите се ослабени, како што велиме атенуирани, и имаат способност како антигени да предизвикуваат создавање на антитела према болеста, значи према која што го вакцинираме детето, без да навлезат во преку хематоенцефалната бариера во мозокот. Значи, вакцините заштитуваат, не може да ја поминат хематоенцефалната бариера и да дадат развојни или неуроразвојни или невролошки проблеми, пореметување. Проблемот е што симптомите на аутистичниот спектар се јавуваат во периодот на возраста на детето кога се добива МРП вакцината. И од тука почна таа сага околу аутизмот и МРП вакцината која што трае веќе со децени. Имено Ендрю Уейкфилд, детски гастроентеролог од Лондон, со својата група работел на тоа што МРП вакцината може да предизвика и докажал дека, меѓу другото, ја зголемува пропусливоста на гастроинтестиналниот тракт и овозможува навлегување на сите врсти на токсини кои што може да пенетрираат во мозокот и да предизвикат аутистично заболување. Тоа беше иницијатива да голем број групи почнуваат да работат, да го докажат или исклучат тоа. Така да ниедна група не успеа да најде врска меѓу МРП вакцината и меѓу аутизмот. Ќе ја земам за пример една многу голема статистичка маса од 600.000 деца во Данска од 1991 до 1998 година ја испитувал, ја проучувал научник Мансен, кој што докажал дека нема врска меѓу МРП вакцината и меѓу појавата на аутизмот. Вториот момент беше дека вакцините содржат жива и дека живата е причина за аутизмот. И тука не можеше да се докаже дека живата е таја, затоа што живата што се користела во вакцините е етил жива и не е толку токсична и не е во такви концентрации да се оштети детскиот мозок, за разлика од метил живата, која што можеме ја внесуваме на било кој друг начин и која што е многу потоксична. Тука има статистичка маса од 140.000 деца во Америка, меѓу нив 200 деца со аутизам. Од 100.000 деца во Англија, околу 100 деца со аутизам. 27.000 деца од Квебек, провинцијата во Канада, меѓу кои што имало и школски деца. Нигдека не е најдено дека тимеросалот, односно живата во вакцината го предизвикува аутизмот. Неколку пати сум ја спомнувала таа студија данска, значи била направена компарација меѓу деца кои што примиле МРП вакцина со 200 микрограми жива, со 100 микрограми жива и без жива. Не е најдена сигнификантна разлика меѓу овие три групи на деца во однос на бројот на аутизам. Дури бројот на аутистичните деца се зголемува без обзир што во вакцините нема жива. Сега доаѓа уште едно прашање дека некои вакцини содржат алуминиум. Пак тука Данска има преземено доста испитувања и еден од резултатите од 2025 година, значи од лани, од јули месец, кажува дека алуминиумот кој што го има во вакцините не предизвикува аутизам или некое неуроразвојно пореметување со следното објаснување. Значи, после давањето на вакцината со алуминиум и соли, тие се врзуваат за протеините и во рок од 24 часа од бубрегот се излачува 50% од алуминиумовите соли. Наредните 2 недели се елиминира до 75%, значи останува само 25%, кои што највеќе се депонираат во коските, а за разлика од тоа, другите компоненти, стабилизаторите и желатинот уопште не поминува хематоенцефална бариера. Значи и овдека докажуваат дека нивниот систем за вакцинација е еден од најдобрите, бидејќи при секој аларм дека има нешто што може да биде сомнително, они прават голем број на испитувања. И ако има, веднаш елиминираат она што се смета дека не е добро. Понатаму,
за вакцините можам да кажам дека на некој начин се една од најголемите откритија во медицината, како и за антибиотиците. Од последните 50 години има статистика дека вакцините спасиле повеќе од 154 милиони деца од смрт. Најчесто добивањето диагноза за семејството и за родителите значи еден првичен шок, една првична неверица. Тука тоа е составено од поголема, да кажам, емоционална сложувалка на разни чувства што се појавуваат кај родителите, најповеќе во поглед на стравови за иднината, за тоа како детето ќе се снајде, дали некогаш ќе биде независно, дали ќе може да се чува и да се грижи за себе само. И често пати во целиот тој склоп на емоции кои што се појавуваат и оние емоции на лутина, на гнев и на неприфаќање на првично поставената диагноза. Сето тоа, сите тие емоции колку подолго траат, се всушност на сметка на развојот на детето, затоа што се губи драгоцено време од, да кажам, првите години во детскиот развој, кои што се многу значени за подобрување на вештините и правење на одредени корекции кај однесувањето на децата. Колку повеќе се лута во тој циклус на лутина, на неприфаќање, на гнев, толку повеќе страдаат капацитетите на самото дете и можноста тоа да се третира соодветно, да добие соодветна поддршка и грижа и нега, со цел да се извлече најдоброто и максимумот од неговите способности. За секој дете стои родител кој го сака безусловно и кој го бара најдоброто за него. Родител кој не се откажува, иако патот е неизвесен, а одговорите не доаѓаат лесно. Љубовта тогаш станува сила, а надежта двигател за секој нов ден. Малку тажно е сето тоа што се случува по тие врати, затоа што оно што сега недостасуваше и тогаш. Родителската поддршка, како треба еден родител да се чувствува кога ќе тргне на тој пат да му помогне на своето дете, а не знае што прави, а не знае каде оди. Таму, како да кажам, 100 пати ќе си ја раскажеш приказната на секоја врата, на секој од тие доктори, затоа што тоа е единствениот начин да и они разберат што се случува со детето, само преку родителот, посебно кога детето е невербално или па не знае да го каже тоа што има да го каже. Го поминавме тоа, добивме некаква, не би ја рекла дека беше ни насока воопшто, само некаква констатација, која што мене лично тогаш многу тешко ми падна, затоа што според токашната диагноза беше грешка во едукација. Ја бев единствениот едукатор во моментот, така да си отидов дома со плачење, мислејќи дека јас сум крива за се. Ние, како што спомнав, не чекавме ни диагнози, него вршевме секаков вид на стимулација, одевме првите 3-4 години одевме постојано, регуларно во Заводот за физикална рехабилитација. Паралелно со тоа одевме во Центар Републички завод за, како се каже, за слух и говор и одевме во меѓутоа тамо не вежбаше логопедски, него не знам друго, графомоторички, значи цртки да црта, не знам што. Потоа негде на 4 годишна возраст, фала му на неизиниот фактички логопед, не упати дека постои една невладина организација која се бави со асистивна технологија, отворете ги прозорците и не упати тамо да не се мачи детето со графомоторика, полесно е ако може преку компјутер. И така отидовме, ја процениле и тоа онда почнавме паралелно да оди еднаш или еднаш неделно, 2 пати неделно, така нешто беше. Потоа што правевме, уште сите можни центри ги поминавме. И ние бевме свесни дека тоа по 1 сат одење по разни центри и стимулации не е доволно. Зато ја и дома со детето работев. Значи, и согледав дека не е
1 сат терапија еднаш дневно. Секојдневното живење терапија, конкретно за оваа диагноза. Негде на 2 годишна возраст дознавме дека е церебрална и почнав се да истражувам, да, како и секој интернет, јас сум и јазичар од странска литература и сватив дека ја морам со незе секојдневно да работам. И се станав многу креативна мајка, бидејќи немаше, например, инстинкт за дочекување, бидејќи имаме куќа во Леуново на планина, ја джиткав у снег да конечно да ги пружи рацете, да се дочека, тоа е ред. Значи, вршевме постојано реедукација на нејзиниот мозок, на нејзините рефлекси, што природно секој дете ги има, ама кај незе ги немаше. И јас и дома, и кај год да одевме, се користев. И давав штипки да стиска, и давав хартија да цепка, бидејќи има проблем со фина моторика, и давав што мора, секој нема рипсток и физкултурна сала, и отварав фиоките од комодата, ќе кажем, држи се за фиока, клекни стани, вади ги лиштата од фиока, тоа е за моторика на шаката. Се живо сме правеле, значи секојдневниот живот. Поминала, имаше клучна работа, имаше късмет што во периодот кога Вера растеше, постоеше германски проект на ГТЗ, 5 години траеше тој проект за рана интервенција кај деца, ризично родени деца. Јас како преведувач хонорарно преведував на тие семинари и обуки, а истовремено и детето го носев да ми го наблюдува, да го диагностицираат и така натаму, и многу совети добив тогаш од германските стручни лица. Значи, развојните пореметувања обично настануваат под дејство на надворешни фактори и генетски фактори и знаат да дадат состојби кои што се многу комплицирани и кои што понатаму даваат сериозни клинички морбидитети. Заради тоа, благодарение на големиот напредок во технологијата, денеска имаме многу софистицирани можности да ги истите докажеме, да се приближиме и до етиологијата, и во прв ред тука спаѓаат неуроимиджинг методите, генетските методи, кои што во последните декади, да не речем, одат страховито брзо напред и овозможуваат до детали да се види целиот неурон. Понатаму, испитувањата кои што можат да помогнат се хистолошки, каде што се гледа ткивото на мозокот, цитолошки, каде што се гледа келијата со различити видови на боења, со што се гледа организацијата на сивата мозочна маса, се гледаат конекциите на белата мозочна маса, се гледаат синапсите, и тука се појавува и уште еден начин на трансмисија на информациите, кој што оди по пат на акционен потенцијал. Инаку, структурата е следна. Прво постојат неурони, значи нервни ќеви, кои што меѓу себе се поврзани со синапси и образуваат така наречени неуронални кругови. Задачата на кругот е, во случај на стимулација, тој секогаш реализира одредена специфична активност, значи одредена функција. Повеќе такви кругови формираат неуронални мрежи и сето тоа се вмрежува на тој начин како една мрежа функционира мозокот. Сега, американците имаат најдобра статистика и кажуваат дека едно дете на 6 има некое развојно пореметување или заостанување. 17% од децата на 3 до 7 годишна возраст исто така имат по некое развојно заостанување или нарушување. Тие нарушувања се воглавно од типот на спектар на секакви дефицити. Повеќе се јавуваат кај машки деца, отколку кај девојчињата, повеќе се јавуваат во руралните средини, отколку во урбаните средини. Во последно време се бележи, статистиката бележи голем пораст на деца со аутистичен спектар, со АДХД, со интелектуално заостанување. Инаку, состојбата им се манифестира во било кое време се пројавува, а некогаш може да трае и доживотно. Дел од нив се наследуваат од родителите, а имаме и така наречени деново мутации или спорадични мутации, кои што се појават прв пат во семејството.
Во потрага по одговори, семејствата често се движат од врата до врата, од институција до институција, во обид да најдат подршка, разбирање и решенија. Тоа е пат исполнет со прашања, со чекање на известност, но и со моменти кога се создава чувство дека системот заостанува зад нивните реални потреби. Добивањето диагноза F84 према меѓународна класификација на болести значи детски аутизам. Кога се соопштува диагнозата, односно кажавме дека како изгледа психијатрискиот преглед, нели, и проценка, се разбира тука и мултидисциплинарниот тим кога е на располагање со неговите наоди и мислења во врска со тоа. И кога лекарот, односно детскиот психијатар е сигурен во диагнозата, тој ја соопштува на родителите. Тоа е еден, како да кажам, тежок процес од емотивна страна. Родителите денес многу читаат, информирани се. Некои читаат и гледаат, но се плашат некои работи да ги препознаат. Се плашат од стигма, се плашат од етикета, се плашат од прифаќање, социјалното прифаќање на нивното дете, градинка, училиште. Така да, соопштувањето на диагнозата треба да биде многу емпатско, треба да биде со многу, како да кажам, такт, но да се каже реално. Зошто е важно да се соопшти диагноза и детето да ја добие таа диагноза? Не за да биде детето стигматизирано, туку за да може и родителот и детето да ги остварат своите права, да започнат третмани, да престане лутањето од еден стручњак до друг стручњак, од едно испитување до друго испитување. Знаете, Светската здравствена организација има јасни назнаки што се прави, што не. Во многу држави и на Балканот и пошироко има водечки линии, се викаат некаде се викаат насоки, смерници, кои што кажуваат што треба за да се постави диагноза, нели, освен проценките што треба да се направат и дополнителни иследувања што треба да се направат, но тоа е во сите земји многу, не да кажам лимитирано, но не се прават секакви испитувања без потреба. Значи, се прави, може да се направи ЕЕГ снимање, да се направи преглед на слухот и доколку детето покажува некои други знаци, тогаш се прават дополнителни лабораториски исследувања. Значи, тоа се воопшто препораките на овие, се што е засновано на докази, се што е засновано на медицина, многу јасно и конкретно се кажува што е наложено, што и како да се прави. Ние сме сведоци денес дека родителите во нивната безпомошност и некош незнаење или сакајќи да им помогнат на нивните деца, значи прават многу испитувања. Испитувања кои што не се засновани на докази, испитувања кои што не се потребни. Меѓутоа, да го разбереме, да ја разбереме таа нивна загриженост. Сепак, ставањето на диагноза и водењето и следењето на детето и неговиот развој во контекст на подобрување на неговата состојба, на јавување на говорот, на подобрување на комуникацијата, подобрување на неговата самостојност, тоа е нешто на што треба да се насочиме, а не само на испитувањата. Се прави ЕЕГ, бидејќи може да аутизмот понекогаш во голем процент оди со коморбидно со епилепсија, но безпотребно правење, ако детето нема алергија, ако детето нема малапсорбција, односно да не вари одреден вид на храна, или ако има некои други, кога не добиваме анамнестички од родителот податоци за некакви такви проблеми, не е потребно, значи, да правиме испитувања или да правиме испитувања што се научно докажани, испитувања на митохондрии, испитувања на цревата, знаете, тоа е во фаза на експериментирање, се тоа некои хипотези кои што воопшто не се докажани. И затоа е важно да се држиме до медицинските протоколи. И Светската здравствена организација јасно се бори, значи, против овие работи, што треба, а што не треба. Прекумерната употреба на суплементи, диетите кои што немаат медицинска основа.
Значи, сето тоа е нешто на што треба да се внимава. А самата диагноза, пак ќе кажам, му помага на детето и на семејството да си ги оствари нивните права. Вклучување во градинка, понатаму ако е потребно вклучување на асистент како поддршка во текот на образованието, остварување на некои парични средства, доколку тоа комисијата од МКФ, стручната комисија за меѓународна класификација на функционирање, функционалноста ја ги дава тие препораки за услуги од областа на образованието, социјалната заштита и така натаму. Значи, токму затоа е важно да има диагноза и да не лутаат од едно до друго место, од еден до друг стручњак, како би и секој дава некои испитувања и нови, што секогаш немаат медицинска оправданост. Логопедскиот третман представува третман кој што треба да се заснова на научно докажани методи, техники и вежби, и овој третман треба да биде индивидуално креиран за секое дете, затоа што две деца кои што имаат исто развој нарушување имаат сосема различна манифестација на самата состојба. Затоа е потребно логопедот да креира индивидуален план и програм за самиот третман, за кој ќе ги обучи понатаму и неговите родители како да го спроведуваат во домашни услови. Одлично питање, како за стручњаке, така и за родители, шта да очекуju када доđu kod nas, kada procenjujemo dete na prvom pregledu, a to znači sledeće. Da dete moramo da posmatramo u celosti, dakle kako uđe na vrata, koje igračke izabere, kako nas gleda, kako se ponaša, kako koristi prostor za svoje potrebe, da li uzima igračke, da li sedi samo sa roditeljima, da li dolazi kod nas, da li se odaziva na ime, kako recimo koristi određene predmete. To je jedan deo koji dobijamo, znači na osnovu nekog, to može da bude i 5 minuta, i minut, i par sekundi, da znate šta gledate kod deteta. Da li pokazuje prstom, da li roditelje vuče za ruku kad nešto želi, da li plače i slično. To vam je jedan deo. Drugi deo anamneze i procene deteta jeste, recimo, u razgovoru sa roditeljima šta oni očekuju, šta oni žele, zbog čega su najviše došli, pa krenemo da testiramo, recimo, dete za taj prvi susret koji traje nekih 45 minuta do 60, da testiramo govor. Onda uradimo procenu govora. I sad to ima svoje određena pitanja, da istestiramo način izgovora glasova, rečenicu, prepričavanje i tako dalje. A onaj drugi deo pitanja koji se odnosi na psihomotorni razvoj je nešto mnogo široko, nešto dubok pristup i procena deteta. I za takav, on se sastoji, recimo psihomotorni razvoj se sastoji u globalu od recimo neke 3 celine. Jedna celina je govorno-jezički razvoj, druga celina bi bila socioemocionalni razvoj i treća celina bi bila motorika i navike. I sada vi da bi procenili adekvatno dete u pravom psihomotornom smislu, vi treba da odvojite nekoliko susreta sa detetom, da razgovarate sa roditeljima. Dakle, u prvom segmentu da odgovorite u zavisnosti od uzrasta, da odgovorite na sigurno nekih 20-ak pitanja koji su vezani za govor, koji su vezani za jezik. U drugom segmentu da odgovorite na deo iz socioemocionalnih navika, sposobnosti deteta za dati uzrast i treće koji se odnosi na motoričku spretnost. Кај децата со развојни нарушувања, од доста голема важност е работата на примитивните рефлекси и психомоторната стимулација. Оваа работа ја врши специјалниот едукатор и рехабилитатор или окупациониот терапевт кој што е специјално обучен во оваа област со цел подобрување на состојбата на детето. Примитивните рефлекси се оние рефлекси кои што бебето, односно новороденчето, ги стекнува уште со самиот акт на раѓање и затоа се препорачува природниот пораѓај на мајките денес за да се активираат овие рефлекси уште со самото раѓање. Со самото раѓање детето ги учи основните
рефлексни движења, односно движење на главата, цицање, фаќање и слично. Тие уште се активни во првите месеци на животот на детето, значи од 6-тиот месец, кај некои рефлекси до првата година, и тие постепено во текот на животот на детето треба да се интегрираат, односно од несвесни рефлексни движења да се претворат во болни или свесни движења, кои што понатаму на детето ќе му користат во секојдневниот живот. Примитивните рефлексни движења и како се важни за развојот на детето во однос на сите моторни функции, сите вештини во иднина, во основното образование кои што се развиваат, кои што се моторно подкрепени, рамнотежа, координација, движење, понатаму пишување, графомоторика и слично. Затоа е важно да ги активираме овие рефлекси, да ги интегрираме и да се гасат постепено во првите месеци, да се заменат со свесни или волни движења. Најважни во овој дел се вратните движења, односно вратните рефлекси, морорефлексот, асиметричните тонични рефлекси, симетричните тонични вратни рефлекси и тоничниот лабиринтен рефлекс, кој што најчесто се активни се уште после првата година и треба да се интегрираат. За нив постојат специјални вежби, например, еве накратко ќе одвојам, например, кај морорефлексот има една специфична вежба која што многу често ја користиме, тоа е вежбата Starfish, каде што детето се собира во форма на ембрион со рацете и телото кон себе и потоа се шири во форма на ѕвезда. Тие се повторувачки вежби кои што се повторуваат неколку пати и потоа се прават неколку минути и во домот и во кај терапевтот. Потоа имаме вежби, например, ползење на раце и колена. Имаме вежби кои што помагаат за развој на нервниот систем и координација, например, и развој на двете, левата и десната хемисфера кај детето. Тоа се вежбите десна рака, лево колено или обратно, лева рака, десно колено, кои што се важни за развој на двете мозочни хемисфери. Тоа се кај асиметрични и тонични вратни рефлекси. Значи, имаме доста вежби кои што се користат и се доста важни за развојот на самото дете. Сега накратко за психомоторната стимулација. Тоа представува една стимулација која што ја поттикнува врската помеѓу умот и психата, односно движењето, моториката и психата. Тоа значи дека со различни активности и движења се развиваат менталните способности, како внимание, концентрација, емоции и учење на детето. Наједноставно кажано, телото и мозокот мора да работат заедно за да се развиваат паралелно двете овие сфери, за да се развиваат и едното и другото подеднакво. Вежби кои што се користат во психомоторната стимулација, тоа се вежби за рамнотежа, например одење по линија, одење на една нога, потоа вежби за фина моторика, редење, слагалки, коцки, нижење на перли и слично, вежби за груба моторика, трчање, одење, скокање, вежби за сензомоторна интеграција, тоа се најразлични сензорни, тоа во сензорна интеграција имаме доста вежби, потоа вежби око рака и имаме ритмички вежби кои што се движење по ритам и кои што доста се користат во психомоторната стимулација кај овие дечиња. Педагозите, значи, првично треба да увидуваат дека настанува некаква ситуација во групата кај некое дете, па потоа во заемна консултација со стручните лица, како што се дефектолози и логопеди во самата институција, да се направи консултација, да се направи проценка, доколку се детектира дека има некаква состојба кај тоа дете, веднаш да се алармира и да се известат родителите за таа состојба, и потоа да се даде правилна насока што треба понатаму да се прави со тоа дете. И uvek je bio neki komentar da se mi igramo sa decom. Sad pre nekog dubljeg objašnjenja imam potrebu da kažem da sve ideje tako, to je savršeno, da jedan defektolog ili jedan logoped
zna kroz igru da uradi adekvatnu terapiju. To poredim često sa odraslima. Odrasli uče kroz životno iskustvo, tako? Prođeš jedan problem, prođeš drugi problem, pa na osnovu onog prethodnog dalje srlješ, jel tako, u budućnost rešavaš probleme, a deca imaju samo igru. Tako da njihovo kompletno iskustvo zavisi od toga kakav je u igri. Međutim, mislim da ovde treba da se malo osvrnemo i na to šta je u stvari defektolog i da defektolozi i logopedi imaju jedno veoma veliko, da kažemo, fakultetsko obrazovanje prvo, kao osnova, kao baza, koje je u moje vreme trajalo 9 semestara, a sada je 8, ne neka velika razlika. I naravno neprocenljivi deo onoga što dobijamo u kliničkoj praksi tokom fakulteta, koje onako sporadično nije baš na zemljama Balkana, ali generalno u svetu je to problem, koliko smo dobijali u prvoj godini nakon fakulteta. Danas je, u stvari ne danas, nego pre nekoliko godina je to klinička, odnosno praksa, nakon studija je prestala da bude obavezna, odnosno taj zakon je više ne važi, tako da mi danas, čim završimo, tako naše kolege završe fakultet, odmah su kao u mogućnosti da rade sa decom, međutim to nikako pokazalo se da nije, jel tako, nije u redu. Jednostavno ljudi ne umeju, nisu se susretali sa različitom patologijom sa kojom mi radimo, posebno ako pričamo o ranim razvojnim poremećajima. Uzrast deteta, patologija, dijagnostika, prevencija, savetovanje, iskustvo na kraju krajeva. Dakle, ovim putem možda ne bi bilo loše i da apelujemo na to da se ponovo razmotri zakon o obaveznom uvođenju stručne prakse nakon završetka fakulteta. Животот станува низа од предизвици што не завршуваат. Повеќе падови, отколку искачување, повеќе тивки борби, отколку гласни победи. Моменти на неразбирање, на осаменост и на емоции, што тешко се објаснуваат со зборови. Медикаментозен третман е потребен, треба да се избегнува, но е потребен во ситуации кога детето што има расстройство од аутистичен спектар е многу раздразливо, е многу нервозно, е агресивно, било аутоагресивно, самото да се удира себе си, да се гребе, да ја удира главата, да се повредува, само повредува, или пак да е хетероагресивно, да фрла предмети, да крши, да ги удира другите. Ако има АДХД, ако е премногу хиперактивно, ако има проблеми со спиење, навечер тешко да заспива и да се буди во текот на ноќта по неколку пати и да има малку часови на спиење во текот на ноќта, и доколку има некои други доколку има епилепсија, реков, како коморбидна состојба, како пратечка состојба, во консултација со невропедијатар, тогаш може да се даде и антиепилептик. Но Кан има 16 години, Кан е инклудиран во типично училиште, има асистент. Иако низ ова, да речем, овој период кога тргнавме во училиште, имавме едно од одделенијата каде што моравме да се тргнеме од типичното училиште и да појдеме во специјално една година, за да да речем, поради незнаење на наставникот како да се однесува и како да биде инклузивен, но и тоа беше едно добро искуство да разбереме дека не мора ништо да биде дека мора ваму или таму. Значи треба да се адаптираме. Ако треба една година во специјално, Ако треба да се вратиме и повторно да се обидеме во типично училиште, ќе се вратиме и ќе се обидеме. Мора да се адаптираме на она како детето се чувствува. Значи, ништо не е ставено во камен. И самиот закон дозволува да можеме и да смениме едно училиште и друго училиште и на половина година и така натаму. Да ги охрабрам родителите да се свртат околу тоа како му е на детето. Како му е на целото семејство,
како му е на училиштето и тука да донесеме една одлука да ние можеби треба да појдеме на друго место, да се обидеме со некое друго училиште или на некој друг начин, поинако. Кан инаку во последниве неколку години пее, свири, плива, се надпреварува, танцува, да речам, е прилично самоодржлив, што се однесува во домот. Она што е за надвори, за самоодржливо шетање или одење некаде, се уште не можам да речам дека е самоодржлив, не дека он не може да стигне некаде, каде што ќе го испратам, туку проблемот е кој ќе го сретне. Тоа е она кое што мислам дека најголем број од родителите со деца со попреченост, поставено со ментална попреченост, но и сигурно, мислам, дури и со физичка попреченост е кој ќе го сретне и како ќе се однесува со него и како он ќе успее да се справи со таа комуникација, која што може да биде позитивна, но може многу често се случува да биде и негативна. Тоа сме го виделе веќе низ животот. Така да, позитивно. Многу сработено во однос на емоционалната интелигенција, справување со предизвикувачките однесувања. Мислам дека тоа е едно клучно нешто кое што му помогна на Кан да оди напред, да може да напредува во сите аспекти. Кога он можеше, нели, сите тие гребење, касање, вознемирување да ги надмине, мислам дека понатаму се полесно. Се запиша во основно, едва запишавме во основно образование, она беше една од првите што била инклудирана, тогаш се донесе тој закон за основно образование, за инклузија и по сила на закон морале да ги примат овие деца, така и Вера беше примена. У пракса тоа многу тежко. Она немаше ни образовен, ни персонален асистент, ни ништо. Тоа е посебна голема приказна. Постојано беше, овака од децата нит беше малтретирана, нит така индиферентно прифатена. Не никакви негативни у суштини проблеми или искуства немаше. Али и во основно и понатамошно образование, после во средно, бидејќи не постоеше закон за средно образование, за инклузија во средно образование, тоа зависеше од субјективни фактори, дали некој ќе ја прими во средна школа или не. Буквално од субјективни фактори. И постојано низ целото образование она беше дискриминирана во смисол кога требаше да се одат на екскурзии, на некоја театарска представа, на некој сите во суштина се плашеа од одговорност, нешто да не се случи со тоа дете. Ја постојано објаснував, соработував и со директори, и со професори, им објаснував што може, секогаш сум била искрена, ова може, ова не може. Еве, им нудев дури, земете ја преку викенд Вера, еве, живееме во Скопје, земете да ја почувствувате како она дома функционира. Сама Децата во училницата, без разлика дали се со развојни нарушувања или со некакви други потешкоти, треба да бидат еднакво прифатени, како и сите останати деца во групата, да им дадеме поголема подршка, поголемо разбирање и толеранција и да ги вклучуваме сите заедно во целиот воспитно-образовен процес. Во секојдневните борби се раѓаат и највредните победи. Насмевка што носи надеж, чекор што до вчера изгледал недостижен. Моменти што за другите се обични, а за овие семејства се огромни достигнувања. Сметам дека е проблем што на децата со развој нарушување се гледа само како на деца, затоа што времето доста брзо проаѓа, па овие деца веќе нема да бидат деца, туку ќе бидат возрастни лица. Затоа е многу важно логопедите и дефектолозите кога креираат планот и програмот за третман да го прават тоа на една долга стаза, затоа што треба да се опфати развојот не само како кај едно дете, туку треба да се опфати во предучилишна возраст, училишна возраст, тинеџерска возраст, потоа адолесценција, како и на возрастна личност, бејќи најголемиот дел од овие состојби одат на долга стаза на животот и при тоа е многу важно родителот да биде обучен како котерапевт во самиот третман, односно да биде обучен тој да го спроведува третманот во домашни услови, бејќи тоа до некаде е клучот за добивање што подобри, побрзи
резултати во самите третмани. И, tu bi onako napravila možda onako slikovito jedno poređenje, a to je kada se uđe u defektološke ordinacije ili u logopedske, pa se gleda koje imate knjige, koje je didaktički materijal i tako dalje. Ti možeš da imaš najbolje knjige, najbolji didaktički materijal, ali ako ne znaš zašto ga koristiš u tom trenutku i šta si od deteta hteo u tom trenutku da iskoristiš, odnosno da postigneš, taj materijal će praktično biti za tebe beskoristan. Osim toga što imamo u našoj ordinaciji, što je dostupno svima, naravno, neprikosnoveno je znanje, neprikosnoveno je iskustvo i ono što mi stičemo daljim edukacijama posle fakulteta. To su različite edukacije u sferama interesovanja koje su individualne, tako? Dalje, specijalističke studije, doktorske i ostalo. Ono što moram da kažem i želim, znači ja sam kliničar i praktičar, ali sam isto tako i u nauci, da bi mogli da radite posao adekvatno, koliko god da ste u kliničkoj praksi, morate da čitate, morate da vidite šta se dešava, da pratite nova istraživanja, da odlazite na stručne skupove, da razmenjujete iskustva sa kolegama i ono što mislim da se gubi, nažalost, ali zasigurno verujem da će opet to neko vreme da prođe, jeste da treba da budemo u timu. Jer kad radiš u timu, onda u stvari vidiš šta sa jednim detetom, moj senzibilitet, tvoj senzibilitet i našeg tima uopšte daje različite segmente za iskorišćavanje maksimalnog potencijala deteta. A šta defektolog koristi, koji alat? Alat je stvarno prvo znanje, alat je edukacija, psihomotorna edukacija recimo, senzorna integracija, fantastičan alat za jednog defektologa. Uopšteno govorim, defektologa, nekog opšteg usmerenja. A onda pojedinačno šta ja mogu kao logoped, da ću da koristim sonde, artikulacijne, da će defektolog, oligofrenolog da koristi možda i masažne sonde, da li ćemo mi da koristimo elektrostimulaciju mišića, lica i vrata ili neku posebnu tehniku digitalne manipulacije ili nešto slično, svakako da. Ne treba da nam bude oslonac, odnosno ne treba da nam budu oslonac knjige, priručnici i ne znam, didaktički materijal, igrički i ostalo, nego naše znanje i edukacije koje su nam bar danas dostupne. U moje vreme, ja kada sam počinjala da radim edukacije su bile misaona imenica, a ovo danas što imamo je nešto što svaki mladi kolega, defektolog, logoped ili defektolog bilo kog drugog usmerenja treba da iskoristi. Сексуалното воспитание и образование на лицата со развојни нарушувања, како и кај сите лица со нормален и уреден развој, представува една специфична тема која треба многу добро да се разработи, индивидуализирано да се пристапи и нормално спрема потребите на детето, убаво да се објасни како на самото дете, така и на неговото семејство. Специјалната едукација на овие лица со развојни нарушувања, лицата со посебни потреби во периодот на адолесценција, во периодот на пубертет и кај повозрасните лица, треба да се спроведе и да опфати теми како што се сексуално образование, љубовни односи, превенција од ризични однесувања и тука исто така да се вклучат и превенција од злоупотреба на некои супстанци. За почеток треба да се работи на препознавање на сопственото тело, одржување на лична хигиена кај самото лице нели со развојно нарушување. Потоа да се постават, да научат лицата да постават граници, кога да кажат да и кога да кажат не. Овие лица се често поводливи, многу знаат да бидат нели изманипулирани, да потпаднат под туѓо влијание и на тоа треба нели многу да се работи за да се постигне еден позитивен ефект. Исто така, самиот процес на воспитание на овие лица треба да се започне со тоа што начинот, односно пристапот со кој што ќе се
објаснува на овие лица на оваа тема треба да биде јасен, на едноставен начин, бидејќи нели темата е малце специфична, со лични примери од секојдневниот живот, да се вклучат визуелна поддршка, нели со слики, со примери, со видеа и нормално најбитно да се вклучат родителите кои што се многу битна алка во овој процес на едукација и тие најдобро и најмногу се соочуваат со овој проблем. Често ќе дојде родител и ќе каже сега, значи стварно не знам јас што да направам со моето дете, посебно на деца, кога децата нели влегуваат во таа возраст каде што се започнува пубертет. Значи, најбитно треба да се работи паралелно и со родителот и со самото дете. Многу посебен акцент треба да се стави исто така и на препознавање на ризични ситуации во кои што овие лица многу лесно може да влезат и заштита од злоупотреба и нивна манипулација. Значи, многу да се објаснува на оваа тема со примери што е добро, што е лошо, што да се зема, што да се не, како да се користи и слично. Пристапот мора да биде индивидуализиран, тоа нели ни е јасно, секое дете е засебно свое за себе, да се почитува при тоа самата приватност на лицето, да се почитуваат можностите на Ова не се приказни што траат еден ден, ниту пак може да се сведат на еден момент. Ова е живот што се живее секојдневно, со истреност, со љубов и со сила што често останува невидлива за околина. Самиот процес на поставување на диагноза и пред се, пошто тоа е процес кој што трае одредено време, значи не се случува веднаш, родителите често пати лутаат во самиот процес, посетуваат повеќе професионалци додека стигнат до адекватната поддршка и можност за проценка. Но меѓутоа, развојно тоа представува еден предизвик во брачната релација помеѓу партнерите и често пати тоа е, да кажам, еден прилично добар доказ за тоа колку е силна партнерската врска помеѓу двајцата сопружници или родители. Најчесто паровите кои што имаат доверба, кои што имаат здрава врска, која што била изградена и пред доаѓањето на детето во семејството, полесно се носат со овие предизвици и полесно ги надминуваат затоа што функционираат како тим. Оние парови кои што имале неадресирани потешкоти и однапред, всушност овој процес представува само засилувач и катализатор на претходните потешкоти кои што стануваат се повидливи и повеќе пречат во односот на самите партнери. Често пати овие, да кажам, проблематики се поврзани со довербата помеѓу партнерите, со поддршката, со начинот на комуницирање и комуникацијата генерално помеѓу двајцата партнери. Сето тоа кое што претходно не било адресирано и сработено, сега ќе стане уште многу повеќе видливо. Тоа добивме, нели, после 1 или 2 години добивме диагноза аутизам, бидејќи состојбата не се подобруваше, нели, затоа што јас ќе речем затоа што мајкава не е едуцирала добро или едуцирала. Така да подготвено треба да се, со свесност подготвено дека треба и трпение и внимание кај нас за да се дојде до еден одговор. Сметам дека ни недостасува, значи кадар ни недостасува и поддршка ни недостасува. Родителите како главни во сега состојбата, нели, која што е најсложена се уште на планета во аутизмот, приматот за тоа кој има најмногу информации, кој најмногу може да помогне е родителот. Мислам дека родителите треба да се спојат, треба да не самуваат, треба да си помагаат едни со други, затоа што најмногу сум нашла јас поддршка, тоест знаење од оние родители кои што веќе го поминале сетото. Кога што они нештата за кои што мене изгледале огромни ми рекле, воопшто нема да се секираш, тоа само ќе помине или ова вака ќе го надминете и така натаму. Така да тоа беше моето искуство и сега го правам тоа што го правам токму поради ова искуство кое што го имав јас. Инклузијата на дечиња со развојни нарушувања и на деца со попреченост представува
еден системски пристап, односно нивно основно право за вклучување како во предшколска, така и во редовен воспитно-образовен процес. Во образованието ова е веќе со закон уредено и сите деца се законски вклучени во образовниот процес, сега се спроведува исто и во градинка, зависно од потребите на самото детенце. Самата инклузија опфаќа една рана интервенција, односно рана идентификација, изработка на индивидуален план и спрема потребите на самото дете, со цел полесно и подобро спроведување на инклузијата, односно вклучување на самото дете во воспитно-образовниот процес. Инклузијата представува не само вклучување на детето во една средина, туку и негово активно учество во сите настани, во сите активности кои што ги вршат сите деца во училницата. Инклузијата на децата се спроведува преку индивидуализирана настава, што значи адаптација на наставните средства, на наставните материјали, успорување на темпото за работа, адаптација на самата средина во која што се работи и слично. Вклучува исто така инклузијата мултидисциплинарен пристап, визуелна поддршка, средување на самата средина, користење на асистивна технологија, онаму каде што е потребно за спрема потребите на самото дете. И најбитно клучен сегмент во инклузијата представува интердисциплинарниот пристап, односно соработка помеѓу наставниците или воспитувачите, помеѓу дефектологот, специјалниот едукатор и рехабилитатор, логопедот, сите стручни соработници кои што работат во институцијата, значи најбитно е меѓусебна нивна соработка за подобар успех и полесно спроведување на самиот процес на инклузија. Се обезбедува дополнителна поддршка преку образовни асистенти. Во основното образование оваа форма веќе е доста реализирана и доста успешно се реализира. Сега во предшколска еве се надеваме дека во иднина исто така ќе биде добро спроведена и ќе се реализира, со што ќе се олесни воспитно-образовниот процес на дечињата со развојни нарушувања. Инклузијата опфаќа и социјална инклузија, односно активно поттикнување и развој на емпатија кај сите деца кои што се наоѓаат во процесот на инклузија, развој на емпатија, прифаќање на остатокот на дечиња, врсничка интеракција помеѓу сите деца и активно учество во сите активности кои што се вршат во и надвор од воспитно-образовната средина. Се следи редовно и се евалуира напредокот на детето, тоа го прави стручен тим, со што инклузијата би била успешна и се надеваме дека во иднина сите овие методи ќе бидат добро разработени и ќе биде инклузијата што подобро спроведена за сите деца. Ствари, пред 20 година добили смо преко нашeg министарства и преку УНИЦЕФ-а проекат кој долази из земаља Северне Европе као еден одличен модел како интегрисати, односно како уклучити децу с посебним потребама у редовне школе. Sada, kada je to sve prihvaćeno i dato, da kažemo, na usvajanje u Republiku Srbiju, mislim da nisu uzete ne mislim, nego mislim sada već znamo to svi, nažalost, nisu u sve stavke iz tog projekta mogle da se preslikaju na našu zemlju. Samo prvo ako uzmemo ekonomski status zemalja Severne Evrope i zemlje Balkana, vama će to biti jasno. To znači, evo, samo da nabrojimo osnovne stvari, a to je edukacija naših kolega koji to treba da rade, ali tako, da rade, da nauče i obuče kolege u osnovnim i srednjim školama kako da rade s decom s posebnim potrebama, to je prva stvar. Druga stvar je napraviti ceo tim stručnih i zaposliti stručna lica koja će da rade sa tom decom. Kod nas se delimično, to je više bila neka improvizacija, za neku decu je to bilo odlično, sad ne mogu da kažem, i dan danas. Međutim, ono što se kod nas desilo
jeste da je zatvoren veliki broj specijalnih škola koje su bile fenomenalne, koje su davale odlične rezultate, koje su imale pomoć kako u edukativnom smislu, tako i u socijalnom, da pomognu porodici i detetu, da posle te škole može da ostane u boravku, da ima dalje defektologa, logopeda i da ostale terapije i tretmane koje su mu potrebne. Samim tim veliki broj naših kolega, defektologa i logopeda je tada još to je recimo krenulo pre nekih 15 godina, ostalo bez posla. Onda su oni pokušali da naprave neke male radne grupe koje su išle od škole do škole, međutim mislim da je i sada već svima više nego jasno da inkluzija kao ovakva u ovom obliku neće moći još dugo da funkcioniše. Da li imate još neko pitanje za mene? Možete slobodno neko podpitanje da mi postavite. Kako roditelji, kako roditelji na to gledaju? Da. I šta je sve spalo na njih, možda bolje pitanje? Da, to jeste odlično pitanje. Roditelji jednostavno, kada je počela inkluzija, zaista je dala vetar u leđa roditeljima, što je potpuno razumljivo i u redu. Dati svom detetu priliku da nauči dobre navike, dobra ponašanja, ali tako, od tipične dece. To jeste glavna zamisao inkluzije. Da dete koje ima neku posebnu potrebu uči od tipičnog deteta. Tako, najjednostavnije da kažemo. Međutim, dešava se to da prvo školski sistem i obrazovanje se potpuno promenio upravo u tih poslednjih 15 godina i u poslednjih 5 godina doživjelo svoj vrhunac u promenama. Roditelji su ti koji treba sa učiteljem prvo, a onda posle i sa svakim pojedinačnim predmetnim nastavnikom da pravi zajedno, da kažemo, program za svoje dete koje se zove IOP 1 ili IOP 2. Na kraju dođe na to da učitelj, odnosno predmetni nastavnik ne zna tačno šta treba da bude u tom IOP-u 1 ili IOP-u 2 i bude to da roditelj postane učitelj i predmetni nastavnik svom detetu. Era кога матурира, одамна, уште во средно школо, збореше јас ке се запишам на Институтот по специјална едукација и рехабилитација, сакам нешто да променам во општеството, имам големо искуство и позитивно и негативно и затоа ја таму ке се запишам, а и тоа и го оствари, беше запишана во државна квота, имаше одлични оценки, бидејќи паметно све, и откога е на факултет, она во суштина ги немаше више оние проблеми што ги имаше во основно и средно, ни дискриминација, ништо многу беше убаво од колективот, од професорите, прифата се, договараше како да одговара, како, бидејќи она не пишува рачно, па усно ја испрашуваат или така. Меѓутоа, се убаво, меѓутоа она малку се разочара, мислејќи дека конечно тамо нејзините колеги, бидејќи и они студираат истата струка, ќе имаат повеќе сенс за нејзината состојба. То не било баш случај така. Не било случај и нема она и социјалниот момент. Они беа коректни колеги и све, меѓутоа нема она дружба, а она се надеваше на. Посетувањето на психолог и по потреба психијатар е од клучна важност како за родителите и родителскиот однос, така и за партнерскиот однос и за самото дете. Често пати доживувањето за овие служби е малку табуизирано во нашата држава. Се доживува дека треба нешто да не е во ред со некого за да посети стручно лице. Всушност, психологот е човекот и професионалецот кој што ја дава емоционалната поддршка и често пати носи и разјаснување на потешкотиите во односите, односно носи една јаснотија. Од таа јаснотија, партнерите многу често подобро согледуваат што е она што ги кочи, што е она што пречи помеѓу нив двајца, со цел да поработат малку и на сопствениот однос и често пати во вакви ситуации препорачуваме психотерапија за парови, препорачуваме брачно советување, кое што навистина дава еден многу убав резултат во насока на зацврснување на
партнерскиот однос помеѓу родителите, кои што заеднички ја носат, да кажеме, тежината на целата ситуација и стануваат поспремни да се носат со сите предизвици кои што би произлегле од понатамошното живење со детенцата. Затоа зборуваме, затоа споделуваме, затоа не се откажуваме. Бидејќи зад секое дете стои свет исполнет со потенцијал, со љубов и со надеж. Свет што не бара сожалување, туку разбирање. Свет што не бара совршенство, туку прифаќање. И свет што заслужува шанса да расте, да се развива и да блесна на свој начин.